Задоволство ми е да ви посакам добро вечер и добре дојдовте во празничното вечерашно издание на Fairplay. Сакам пред се со најубави желби да ви ги честитам овие празници, особено на вас кои ги прославувате. Се надевам дека тоа го правите во убава, топла, домашна атмосфера заедно со вашите најблиски, а дека ние ќе успееме во мисијата да бидеме ваше добро друштво. Како наша прва тема оваа година, секако одбравме нешто што ќе биде во фокусот на вниманието не само на спортската, туку и пошироката јавност во Македонија. Затоа ве канам во следните минути да останете на Телма и заедно да уживаме во новата дружба и Fairplay. Заедно со новата година и новогодишните празници, разбирливо доаѓаат и новите желби. Сите ние си поставуваме одредени цели и верувам дека имаме една убава мотивација и волја да ги исполниме, а ние кон крајот на годината разговаравме со нашите најуспешни спортисти околу она што им ја одбележа 2021 и она што сакаат да им се исполни во новата година, па да слушнеме што кажа Дејан Ѓоргиевски, Мерија Киевска и господинот Шабан Трстен. Дејан, ти честитам уште еднаш за сите успеси за освоената награда. Сакам да те прашам по кои се работи ќе памтиш годината која што измина, освен овој голем спортски успех кој што ти се случи? Ви благодарам за честитките. Најпрво ќе памтам по турнирот на што го имавме за квалификациите, нели кога се квалификував на Олимписките игри. Тоа беше прво голема работа што ми се случи оваа година, потоа секако нели после 3 месеци после тоа од Олимписките игри во Токио донесов сребрениот медал и мислам дека тоа е најголемиот медал и најголемиот успех што ќе го памтаме многу време. Еве, освен тебе, како најдобар, вечерва видовме и многу други спортисти кои беа номинирани или добитници. Кој друг спорт ти можеби најмногу го следиш? Има ли некој од сите овие спортисти кои што најмногу го почитуваш за тоа што го сработал до сега, да речем? Па јас сите спортови ги почитувам, поготово сите успеси што ги имаат постигнато сите нели номинирани, сите добитници на денеска што зема признанија, бидејќи знам самиот колку е тешко, имам осетено на своја кожа и знам колку треба да бидеш посветен, колку треба да се трудиш за да направиш некаков резултат и затоа имам ја респект према сите и сите спортови ги почитувам подеднакво. Целосна година со сите успеси до сегашни за целата 2021 година, иако од другата страна не беше баш успешна според здравјето и ковид пандемијата, но успеавме да се избориме со сето тоа. И ета, донесовме светско злато и тоа дуплирано. 2 апсолутни и 2 категорија. Добро, сакам да те прашам малку и за се останато освен спортот. Дали си задоволна како и на приватен план ти помина минатата година? Да, реално целосно бев фокусирана кон спортот и кон успесите, иако не знаев дали ќе идам за сигурно на светско или на европскиот настан. Но сепак, како минатите години, секогаш сум спремна, секогаш се спремам за секој настан, буквално што и сега сум исто така за подготовка за следната година. Кажи ми малку и за приватниот дел, има ли некои работи што можеби ти недостигаат да ги правиш за сметка на тоа што мора да бидеш многу дисциплиниран и истраен во спортскиот дел од работата? Па не, за све има време, знаете, јас сум навикнат така и уште од мали сме тоа ни начин на живот, ние сме навикнати во тоа, ние уживаме во тоа што го правиме. Например, некој живот излезе навечер да отиде на кафе или некаде некој кафич, јас уживам кога отидам на тренинг, кога ќе изработам тренинг, кога ќе отидам дома, кога ќе се одмарам. Тоа мене ме прави среќен, затоа не желам за ништо и не гледам дека имам изгубено време. Кои се најголемите твои планови за следната година и желби кои што сакаш да ти се исполни? Па следната година најголема желба ми е светското првенство, бидејќи имам медал од Балканско првенство, медитрански игри, од Европско првенство, од Олимписки игри, само у колекцијата ми остана од светско првенство. Сега во следната година во мај во Манчестер имаме Европско првенство, а за светското не знаеме точно, требаше да биде оваа година, но го одложија за наредната.
Тоа ми е главна цел на европското и на светското првенство да земам медал, што со тоа ќе соберам многу поени, ќе се затврстам во топ 5, што значи дека многу полесно ќе може да влезам на Олимписките игри во Париз. Секако со господ напред ми е во план Арнолд, европски такмичења и повторно да го повториме овој успех од светскиот настан. И за крај, бидејќи сме во период на празници, на кои што сите ни се убави и драги, кој е твојот омилен начин да ги поминеш, како ќе си, дали ќе бидеш со неблиските, дали можеби некаде ќе патуваш, ќе има ли време малку за одмор? Па реално можам неколку дена да одвојам, да отидам бидејќи јас сум од Крива Паланка, па да ги видам моите и празнично со нив да поменам, бидејќи до сега уопште немавме време да се видиме, бидејќи цело време сум со диети, подготовки, тренинзи, и тоа по 2 тренинга на денот, што немав луфта за да се видам со најблиските и да им посветам внимание. Ќе ги поминам со најблиските во потесниот круг, во домашна атмосфера, ќе бидеме дома и така, традиционално, да. Благодарам многу и ти посакувам остварување на сите желби во следната година. Ви благодарам исто, јас ви посакувам успех во наредната година. Може ли да се каже дека треба да бидеме среќни со оглед на се што постигна нашите спортисти во 2021 година? Види, Јана, пред да почнем сега за ова прогласење на години, сакам да кажем, ова е традицијата 67 години. Што, знаеш што, не се ови 67 дена, него 67 години. Колку спортисти давале, донеселе медали, донеселе победи, радости, таги, ги радувале. Иако бевме во тоа бившата Југославија, дадевме све што може, ама пак останува историјата во нашата држава, зашто ние сме деца на оваа држава. Олимписки медал донесете. Стварно ова е можат голем успех, голема година. Да. Во знаете ли кој е? Во знаете ли кој е ова? Значи, статуетката треба да изгледа како него. И статуетката спортист на годината треба вака да изгледа. Се надевам дека уживате во празничното издание на Fairplay. Продолжуваме, би рекла, да ја најавиме таа еуфорија која што ни предстои месецов благодарение на нашите ракометари. Треба сите ние да ги поддржиме во вистинска смисла на зборот, но знаете, спортот без навивачите не би бил тоа што е, но оние кои што се најверни, каде и да настапуваат нашите репрезентации, тие се таму присутни. Моите денешни гости се дел од македонската фаланга, редовно се на трибините и ќе ни раскажат какво е чувството таму на лице место кога без разлика дали нашите победуваат или губат, ваша задача е да ги бодрите. Им посакувам добре дојде во студиото на моите вечерашни гости. Со нас се Мирослав Поповски и Емил Гриновски. Задоволство ми е што сте во Fairplay. Како сте? Добро, одлично. Одлично, да. Дали веќе почнуваме да се подготвуваме, пакуваме куфери и така натаму? Ние сме секогаш подготвени, така да и нас и сега да ни кажа дека некоја наша репрезентација или екипа игра, ние можеме веднаш да трнеме. Шалчиња, дресови си носиме со нас у кола, така да секогаш тоа некако реквизит за одење дома на работа и така натаму, така да можеме... Реквизитите секогаш со вас. Секогаш. Па тоа е дел од декорот наш, така да нема тука. Така е. Да. Морам да прашам околу љубовта кон спортот. Ја имате од деца, од мали или ајде да речеме по сериозни фанови станавте откако сте повозрасни и можете слободно, нели, секаде да патувате, да одите? Па добро, јас вака, значи јас се занимавав со спорт од 7 години, значи многу долго време, а активно во ракомет сум преку 34-5 години, така да нели прво како ракометар, па понатаму како дел од стручен штаб, како директор на репрезентација, како доктор на репрезентација и така натаму, меѓутоа љубовта не ми е туку така од спортот, нели тоа се раѓа и желбата за навивање. Тие што не знаат, јас сум еден од основачите на комити далечната 87 година. Значи, во сите оние анализи запишани записи ме пишува како основач на комити, тоа веројатно ми направило понатамо како што Македонија се осамосталува, да речи се не пропуштам ниту една
утакмица што игра нашата репрезентација било каде, не во Македонија. Да, тоа е сериозно. Тоа е заради тоа што на вистина прво не е мал бројот на сите тие надпревари и сите тие дестинации да човек успее да биде таму. Тоа е прво и основно што и многу финансиски. чини, да, апсолутно. И треба да се одвои многу време за да се стигне на сите тие места. Но И кога се сака? Да, кога се сака за Македонија нас не е ништо тешко. Значи, и Ники ќе го каже истото, сигурен сум. Така е. Пошто ние не само што сме прво сме многу добри другари, години, а овие утакмици ни го продлабочуваат, значи овие патувања ни го продлабочуваат другарството и запознавањето со многу голем дел на навивачи од Македонија. Ние имаме секаде другари, кај да отидеме, значи не во секој град, во секое село кој што сме јаделе, сме пиеле, сме навивале на трибуна. Заедно навивате за Македонија. Имате некој пат спротивставени ставови за спортот? Да, генерално за репрезентација немаме, нема значи ние само комуницираме. Се разбира, Кај се наоѓаме, што се наоѓаме и така натаму. Сите тие ни се другари што навиваат за различни клубови во Македонија. Не само Македонија, значи Европа, светот. Ние имаме секаде, значи буквално пријатели сме стекнале кај што сме иделе, бидејќи македонските навивачи се многу познати по тоа што тие се фанови, не се хулигани. Значи секаде нас не прифаќаат со љубов. Никога. Сега последното кога бевме во Романија, имаше 5000 македонци. Јас сум сигурен дека романците имаа на улиците преку 15.000 полицајци. Значи тројца полицајци, не да навивачи. Ако ви кажам дека за тие недела дена, додека бевме таму, еден инцидент не се деси. Значи сите тие 15.000 полицајци ни стана нас пријатели. Воодушевени. Право за македонските навивачи, така и треба да биде, нели? Да, впрочем, целта е спортот на убав начин да не обедини, а не да се случуваат инциденти. Сме биле на многу првенства, јас не стварно искрено не памтам инцидент. Реално, значи бројка на првенство прилика имате некоја колку пати до сега сте патувале така? Валја меѓу 20 и 25 сигурно првенство. Над 20? Па така е, мислам дека па десетина се само со ракометот. Да, и повеќе. Па затоа викам, се не знам точна бројка, ама тука би требало, пошто и другите спортови ги пратиме, не. Ја и на ватреполо бев на Ние коментираме, едва чекаме силна репрезентација македонска во пинг-понг да има и таму ќе И таму ќе одите, да. За шах и таму ќе. и стрелаштво, све што треба, да. Нашите репрезентативци и сите спортисти можат да бидат горди со публиката. Мислам дека секој пат била тука за нив. Има добра енергија, има добра Ретко, стварно. можеби женските спортови може да се пожалат на тоа дека публиката знае таму да Не изостане, се но слагам, кога не игра секој пат, Македонија, кога да. игра Македонија, мислам дека нема меѓу поделба, ние сакаме дали играат мажи, жени, деца. Значи тука не е тако. Да, и на сите првенства кај што беа женските наши ракометарки кои играа на европските првенства, светски и секаде, да, кај што играа, да. А и кој играше и Кометел, кој играше и се последно нашиот Вардар кој игра жените, значи неколку фајнал форови во Будимпешта и таму одевме, да, сите, да. Добро, јас бев и 3,5 години директор на женска репрезентација ракометна, така да можам да потврдам дека исто се сака, значи нас Има публика и таму. Добро. Помалку, меѓутоа тие што навиваат и што доаѓаат секаде. Ако игра Македонија на европско првенство, верувате дека ќе дојдат исто оноliko колку што ќе отидат за машката. На јуниорско машко ракометно отидовме навивавме, како да јуниорско, значи и младите ги поддржуваме. Нашите гледачи ќе ги видат и инсертите, имаме и фотографии, некои убави видеа како доказ уште еднаш какви навивачи ние имаме. Сега раскажете ми малку во предсред на ово европско првенство, некако сериозно се подготвувате. Ќе имаме и една убава химна или песна, да речам, која што на ваша иницијатива, заедно со еден убав тим, ја подготвивте. Сега раскажете ми, чија беше идејата, која направи песната? Да, значи, тоа е иницијатива на исто големи фанови на нашата репрезентација, нашиот композитор Огнен Неделковски, да, и неговата сопруга Сонја Алексовска Неделковска. Они се мои долгогодишни пријатели, со Сонја се знаеме од гостивар сме по потеку. Да, со граѓани стаа и нивниот син, нели, во Филип, последно време интензивно вклучен да, и во победи на Макфест, светот на музиката. Филип, така да, со негов текст. Така да, они се исто, значи не промашуваат првенство и дадо иницијатива на почетокот на декември беше тоа некаде за песна една навивачка која што ќе размрда, да речем, атмосферата, да, нели, и фалангата. И во секој случај и да ја подигне атмосферата пред првенството. И успеа во тоа. Во секој случај песната е супер, значи певлива, интересна е, учествуваат поголемиот дел од
навивачите кои што на сите првенства дојдоа и учествуваа во спотот, во подготовката на спотот и на пеењето на Јас песната. разбрав дека вас лично многу ве погодило целата таа атмосфера, затоа што веројатно враќа спомени убави, така? Да, па јас значи го изработија оној конечниот спот да речем и кога седнав и почна да оди песната и како да ви кажа, ја останав без текст, почна да ми течат солзи, значи многу емотивно ме погоди сето тоа, пошто сум дел од сето тоа и јас се гледам се тоа во ред, но знаете како, тоа е нешто што побудува големи емоции и создава посебни чувства, така да и останав без текст и ме гледаа се чуде, ама тоа ја нема тука гумење. Важно одиме подготвени со музика на ова голямо надпреварување, нашите гледачи ќе ја слушнат и видат песната на крај, а и треба да ја научиме сите, нели, редно е, важно е тоа. Сега бидејќи јас не се сомнувам дека каде додите ви е интересно, самите ја правите таа атмосфера, сакам со нас да споделите некои интересни ситуации кои што ви се случуваат и по пат и таму кога сте сите заедно собрани. Сигурно има многу смеа, позитива, па ајде малку и ние ета да слушнеме како изгледа таму. Ајде, јас ќе кажам една случка на светското првенство во Катар, кога игравме пред 5-6 години, не знам точно кога беше, 6, да. Ние меѓу утакмиците има 2-3 слободни дена и се дружиме, нели, нормално. И запознаваме, во Катар имаше многу македонци, значи речи си сите стюардеси на Катар Airways беа македонки. Ајде 10% беа од тие илјадници. И тие ги знаеме од градов, од Македонија и така натаму, и не шета, не дружа. И една вечер запознавме нивни колешки, стюардеси кои што беа со црна боја на кожата, црнкињи, ми се чини дека беа од Нигерија, од Јужна Африка и така. И како ги запознавме, ни викаат сакаме да дојдеме на утакмица утре дента. Викам, нема проблем, ама има еден услов. Кој е условот? Да облечете дрес, ќе ви дадеме ние и да земете македонско знаме. И мене гледаат вака, вика, ама ја не знам како изгледа македонското знаме. Токму така, еден саат пред утакмица, на тој влез ќе ве чекаме, ќе ви дадеме и дрес и македонско знаме. И дојдоа тие, нели? Едната и дадов јас дрес и знаме и седна до мене. И доаѓаат новинари, наши снимаат, сликаат и гледаат црнкиња во Македонија. Нема црнци. И ме прашуваат, добро име, каде се вика овие луѓе што, па тоа е викам нашата амбасадорска улога во целото ова, значи да анимираме и да станеме амбасадори на држава. И тие навива, верувате, многу подобро него што навива пола од нашите навивачи, иако прв пат го видела македонското знаме пред им се допадна некако и енергијата и атмосферата. Да. Така да има и слики од инсертите тука ќе видат и гледачите, значи тоа е една мисија што не прави, например, да се осеќаме многу задоволно, многу позитивно, да сватиме дека спортот е најдобриот амбасадор на нашата држава. Точно е така, да. Значи нема политика, нема ништо. Значи политиката е за политичарите, нека ја решаваат они, меѓутоа спортот и навивањето и културата што ние ја покажуваме на сите тие манифестации на превари, колку сме позитивни, немате представа колку делува позитивно на сите овие луѓе. Значи кои што не гледаат нас, еве сега на страна некој пат им е чудно, меѓутоа им е чудно, нели, фудбалот обично спорт за хулигани. Меѓутоа македонските навијачи не се хулигани. Значи македонските навијачи се репрезент на културата на нашата земја и не може да се деси инцидент. Браво за ова што го слушам и е навистина драго. Јас искрено не сум била на некое такво убаво патување надвор од нашите граници, ама тоа секако ќе се коригира, така што се надевам ќе имаме убави прилики. Сега малку и за репрезентацијава да ве прашам, нормално. Сите имаме очекувања, нели, сакаме победи, сакаме. Јас да ви кажам неколку две случки, да, па има интересни, да, има во Катар, нели, во базенот фрлавме крст за водици, например. Како да ви кажам тоа, убаво интересно за тие на кои што не им е јасно како реагира, како им ја објаснивте таа ситуација. Нема, во Катар не виделе крст. Да, значи не виделе, таква е културата. Фрапирани, нели, што е ова, како да. Вие адетот го истеравте. Таму процедура, да. И после имаше друга ситуација, Австрија победивме, нели, па читавме вестници на крај. Тоа беше цела трибина, 1500 навивачи, сите читаме вестници, да, нели. И така натаму, јас на 10 сати се спиев на аеродром во Рим за да одам за Данска. Ама тука нема лимити за човек сака да стигне да биде таму и ќе биде.
Не се тоа е. проблем летови, не се Не, проблем апсолутно. аеродром. Нема. Добро. Да прекинав. Не, тоа нема проблем. Секако ќе си го поставам прашањето. Реков, сакаме да се радуваме на победи, нели? Кој навивач не сака да оди на победа? Меѓутоа, имате ли, не знам, некои очекувања, предвидувања дали нашата репрезентација ќе помине успешно на ово европско Значи, првенство? јас сум секогаш оптимиста, нема да кажам што очекувам, затоа што многу добро знам ракомет, многу добро познам. Ние сме во принцип секогаш оптимисти. Значи, секогаш имаме желба. Ако ме прашаат мене што е вашата желба, што е вашата, нели, да играме финале. Па финале и да изгубиме не е греф. Меѓутоа, нели, секогаш на секоја утакмица очекувањата се да дечките изиграат максимално, онака како што знаат, да остават срцето на терена, понатаму резултатите, ако сето тоа добро биде укомпонирано, и ќе си дојде. Ќе си дојдат резултатите, да. Мислам дека имаме шанси за втор круг по мене, мислам дека би требало. Црна Гора би требало да ја победи. И треба една победа. Да, значи, една победа не треба, така да... Амбициите се секогаш да се стигне што е можно понатаму, меѓутоа, нели, да бидеме и реални, вториот круг, кога би влегле во втор круг е нешто објективно, треба една победа да се надеваме дека ќе има. Посакуваме и се надеваме, како што реков, сите заедно навиваме, нели? Апсолутно. Без разлика и оние кои што ќе останат во своите домови и оние кои ќе отпатуваат, има некоја бројка, барем за сега колку луѓе наши навивачи Не знаеме ќе... затоа што нели, све зависи од коронава, Да, па со протоколите. затвора и така, да. Македонските навивачи секогаш се секаде присутни. Ако биде све како што треба, ќе дојдат многу од Македонија, ќе дојдат многу од Западна Доаѓаат Европа, од Западна Европа. македонци кои што живеат Да. таму. Сега да видиме како ќе биде ситуацијата со короната. Тоа Да. Се надевам дека ќе биде добро, дека ќе има во голем број навивачи на трибините и, како што реков, сите да навиваме за Македонија. Некаде тука ми истекоа веројатно и минутите за разговорот со вас, но многу сум благодарна што дојдовте. Се надевам дека гледачите ќе уживаат и во песната и видеото кои ги сработивте, па се гледаме секако и во други прилики, без разлика дали навиваме за репрезентација или за некој од нашите клубови, не? апсолутно. Фала на фала и на поканата, нас ни е поканата, задоволство што македонската јавност има можност да го гледа овој спот кој што уште еднаш ќе напомнам. Е составен и спроведен, односно испеан само од навивачи. Тука нема ниту еден што е професионалец во смисол да го пее или да го аранжира од тој аспект. Значи све се навивачи. И тоа ме прави многу горди. Ние зборевме вчера, завчера кога си го вративме филмот после снимањето, бидејќи го снимавме пред некој ден, сме можеле, викам, и спот да направиме, да испееме и песна. Не бивало, Така да. е, така е. Право уште еднаш за вас, како што реков, навиваме заедно за Македонија. Тука ќе ги поздравам и нашите гледачи. За крај уживаме во песната и во видеото, а со нови спортски приказни се разбира, се гледаме следниот викенд. Довидување. Ziga Zaga Makedonija, ej, ej! Ziga Zaga Makedonija, ej, ej! Ziga Zaga Makedonija, ej, ej! Site tuka sme i navivame na to jedno. Makedonijo, postigni gol. Do poslednosti, ke se borime.
За кого? За Македонија! За кого? За Македонија! За кого? За Македонија!